Село ли е, град ли е, урбана населба? Едно од ова е, ама на село и на населено место најмалку личи. Трубарево, големо село, богато село со сите нишани. Некои работи само да се подредат, да се направат и Трубарево ќе си го живее својот спокој. Убаво е тука, далеку од градската врева и притисокот што го прави градскиот метеж и нервозата. Дејан и Даниела, симпатичен млад брачен пар. А зошто се интересни во оваа приказна? Вака, значи, како дете сум израснат во населба Хиподром до негде 30-та година. После тоа со сопругата, мислам, откако се земаме, се прошири нашето семејство и решиме сепак да смениме место на живење. Сакаме, значи, да не бидеме сепак многу далеко од градот, меѓутоа сепак место кај што ќе го најдеме својот спокој, значи да се тргнеме од секојдневните гужви, да имаме своја, да речам, слобода, кај што, значи, на работа можеме да поседиме со пријатели, да се напиеме едно, дали утринско или вечерно кафенце, да дечињата слободно не си играат во двор, значи да се тргнеме од секојдневните гужви што се во градот, од тој сообраќај, од секојдневијата. Господјо, така. Го најдовте својот спокој тука? Да, секако. Значи, секој кој што сака да живее во природа, ја сака природата, најубаво е да живее во куќа, затоа што таму ќе осети целокупната слобода и убавината на животот. Колку време сте? 12 години. Дејан, не се каете? Не воопшто. Не воопшто, дури сум и пресреќен што еве успеаме, значи, да најдеме плац, да дојдеме во Трубарево и убаво ни е, тивко, спокојно. Така. Семејството брои? Семејството брои 4 луѓе. Значи, ние како семејство и плюс со свекорот и свекрвата заедно, значи 6. Дечиња? Да, имаме 2 дечиња, големи се. Синот е 4-та година средно, керката е 8 оделение и учи тука во основното училиште во Трубарево, синот учи средно во Корчагин. Немаат проблем со превоз, немаат проблем со ништо, значи. Убаво се вклопи во самата средина, како и ние возрастните. И така да им препорачувам на повеќе помлади парови како нас да не испуштаат таа прилика доколку можат да размислат, да се тргнат малку од секојдневието, поточно да размислат за поинаков живот. Не се противеа на почетокот? Не, воопшто, дури и многу убаво им беше. Убаво им дојде затоа што кога се преселивме беа помали, ја добија онаа слобода детска која што им беше потребна. Сепак, Трубарево си е и со селски дикат. Од секогаш тука имало вредни домакини и земјоделци. И земјата е добра и плодна. Ако ја почитуваш, ќе те награди. Трипун и синот Методи се во заедница. Ја почитуваат земјата и по цел ден се во поле. Шко Трипун, од кај дојде сега? Од кај дојде сега? Сега? Од нива. Сеем јачме. Со кого? Со син со меца. Колку земја имат? Земја, па 2 хектара долу. Ама на другиот се имам дадено 5 декара имам дадено. И тоа. Колку години имаш? 84. И одиш со тракторот се возиш? Гранчија мутирав, му бележав до дека се. Што ќе работам, што можам да работам, не. Тоа гранчија му бележам до дека да прва жито. Тоа. Трубарево, од кај дошло името Трубарево? Абе, колку ја знам, некој свираш бил, трубаш. Од тука натака, не знам, има чуле име Трубарево. И ова Трубарево, она старо Трубарево, тоа било, а ова после. 2 хектара работиме. Земја и крави чуваме. Со тие 2 хектара.
Што имаш од стока? 3 крави чуваме, толку земја имаме, зашто немаш една крава, ти треба ектар земја да имаш, толку ми е могучност, 3 крави, една платичка скромно да извадиш, да не купиш ништо. Се врати на земјата? Па работа у Металски 14 години, у ремонт на тенкови пропадна и сакав нечев, си имав штала, земја си имав и да не бидам слуга на некој друг, сам на своето си бидам газда. Си работа. Од зори до мрак, ама сладко ти е твое. И па убаво е, тоа уште да е поисплатливо земјоделието, да има појака цена. Ја, например, со краварство се бавам, цена откупна ми беше до пред 2 месеца 20 денара, сега го симнавам, се го качува све нагоре од цените, они го симнаа млекото 2 денара на 18 денара. Млекото не е исплатливо, али сакаш нечеш, мораш да работиш. Кој е вреден, кој сака да работи, може да се преживее. Една скромна платичка, така, за живеачка, да се збогатиш немаш, више земјоделие, никој не се богат, тоа е лага кој ќе ви каже у денешно време. Колку е една основна да имаш со труд, еве, од сејање и доаѓам, јашме до сега сејање, гледате, се гледа на мене. Ме начекав од нива да се враќам од сејање јашме. Помага старо? Готово ми пред друштво ми обележува докај ми е сејано. Више 84 години, ма неговото си отпел, али фала ми на толку. Едно дете се жена на 33 години, син се погоди и ние мажите, ако ни се погоди првото машко, за второ може да не размислуваме. Овој Раде е жива легенда во Трубарево. Еден од најстарите и најдобри земјоделски производители. А за името, од каде Трубарево? Не е сигурно како дошло. Но има една приказна. Трубарево бајќи старо, не е черен. Ова лева страна, све е српско. Нека Србини кога дошле не се сеќам, ја не се бил ни роден, а нека 28 така ги населија. Крал ми го даа, а не да исходира. А кај било старото село? До Вардар. Вардар го дадеше ното. Додо Србите ни изнесува, Србите избегава, беа бугарите, за време бугарско Срби ги гаѓале од овдека, имам пак дека ги гаѓале од имаш кафана. А колку галаби имало најстари? Па неки имало 7-8-10. 7-8-10. 2-3 наброј. Католци, Василевци, Трабуновци, Минчевци, ние сме Минчевци. А Трубарево како името шо се чул пошол? Колку се даде ви толку јадно. Не може да гласам. Не можам. Трубарево, например, Асамбего. Асамбек. Сега е Сингилич. Ибримо, Петровац. Е било Петровац, Ибримо, сега Петровац. Идилидо, селото Идилидо, кај Капедо. Идилизбек, Кадимбек, Билинбек. Билинбек сега е... Илингер. Така. За време турци биле бајги време. 505 години за малку. 5 века, момче, 5 века. Ти колку броиш години? Па на 80, без малку. И цел живот шо си? Земјоделец. У земја сум се родил, у земја ќе умрам. Шо работиш? Со земја, овци, рекорд има у Македонија најубави овци, коњи, крави, има 15 крави, носам млеко 40 години. Кај носиш млеко? У град. Многу леко. Има и богато си, и сирома си, ени дава подади пари, некој дава од срце. Изволте, ќе ме земе у раци, ќе ме играме, ќе му унесу сола. Кафе, некој носиш, мора да носиш. Цел живот со млеко. Со млекото, 40 години, сака да бере, сака не мора да бере. Во Трубарево има верен народ со почит кон верата и традицијата. Убава црква, вреден црковен одбор и агилен црковен старешина. Црковен одбор од секогаш имало овдека, ама сме немале парохија. Парохијата наша беше под мажари. Така да до 98 година бевме под мажари, од Свети Спас. А 98 година решивме, односно со местното население исто, да основиваме парохија да има.
и ни дозволива, мислам, горе, така да 98 имавме свештеник свој, донесено, од 98 ова беше, мислам, не беше градена како што треба, или ова примитивно, така да речиш, беше погана една, не како сега што е. Може да се каже еден од помладите храмови, некаде 68-та, 69-та година изграден, 72-та во времето на неговото блаженство. Господинот Доситеј и осветен и нормално пуштен во употреба. До 90-тите години храмот обстојувал во склоп на Свети Спас Маđари, не бил како парохија. Од 98-99 година веќе храмот по барање на мештаните и на местната заедница од митрополија даден, значи, указ со кој што оваа парохија станува засебна парохија, нели, и така и функционира до ден денес. Што чествува селото? Кој празник? Селото чествува два празници. Кој чествува Свети Великомаченик Георги или Ѓурѓовден како патрон празник заштитен на селово, а исто така во зимниот период и Светиот Атанасије Велики. Што се случува тогаш? Тогаш имаме голем наплив од народ, особено за овие два празника, поготово за Свети Атанаси, значи црковниот одбор со годините како што е, нели, заедно со свештениците кои што биле претходно, па и еве и јас, подготвуваме свечена сакуска, гравче и било што, нели, што се има, за да се подели на верниот народ кој што ќе дојде, да се одбележи празникот. Ме радува фактот што можам да се пофалам дека слободно на неделните служби, празничните служби, храмот ни е полн со младеж, полн со млади надежни луѓе кои што доаѓаат, значи во слободно време мајките со своите дечиња доаѓаат да прошетаат низ дворот, нели. Можете да ги забележите во недела после литургија како дечињата си играат околу фонтаната, си играат низ тревникот. Значи успеавме со еден збор младината си ја вратиме назад во храмот. Ото Стони, значи има верен народ во Трубарево. Да, има верен народ кој што не само што верува, него и си ја сака црквата. И традицијата си ја почитува, точно. Можеме да се, јас можам да кажам слободно, значи ме радува фактот и чинот што доста од младината кога треба нешто, кога се гради во црквата, несебично доаѓаат и помагаат. Како физички, така доаѓаат помагаат и финансиски. Во Трубарево буквално населението живее за својата црква. Што најповеќе ви радува, крштевките, венчавките? Можам со задоволство да кажам дека имаме доста крштевки и венчавки, затоа што, како што спомена, во минатото, ако народот е поминувал оваа црква и одел, нели, во поголемата, што е во Маđари, во Свети Спас, сега веќе не е така. Последниве 3-4 години, со заложби, со напори кои што ги внесовме, буквално и сите венчавки, сите крштевки ни се вратија. А сега, кога го изнафаливме Трубарево и неговите домакини, да видиме каква е личната карта на селото. Што има, што нема, што недостасува, а ќе се направи. Населено место Трубарево брои околу 900 семејства, односно куќи, семејни објекти за живење и отприлика околу 3300 жители од мешан етнички состав. Однос на канализација, до сега во населеното место Трубарево немаше канализација, меѓутоа сега во соработка со општината Казибаба и градот Скопје, како и жителите на населеното место Трубарево, кои што ќе учествуваат со половина од сумата, нели, за приклучок, во фаза сме на изградба, односно веќе почнато со изградба на фекална канализација со препумпна станица за целото населено место Трубарево и очекуваме во периодот една година да, доколку се разбира временски услови возможат се, доколку се биде како што треба, за периодот од една година цело Трубарево да добие фекална канализација. Трубарево е една од ретките населби која што започна со изготвување на детални урбанистички планови, значи не збориме за општи акти за градба, туку збориме за детални урбанистички планови. Се надеваме дека во наредниот период во соработка со општината тоа ќе го решиме. Со тоа ќе се помогне многу во изградба, помош на луѓето за изградба на нова инфраструктура, нови објекти и така натака. Каква прекрасна гледка, каков убав двор, одгледуван и негуван со љубов. Домакинката и домакинот сами, децата се надвор. Ако, ама кога доаѓаат барем да ја одморат душата и срцето во убавиот двор. Еве сега цветиња ќе пресадуваме и ги спремаме за на пролет и така. За одмора психички? Како не? Што? Психички не одмара како. Ќе си седнеме, ќе си пиеме кафенце, ќе си погледаме. Па има и фонтаничка тука.
Благодариме, пријатен спокој. Фала. Фала и на вас. Убава работа. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.